Денес ќе готвиме еден многу вкусен оброк за вашата сакана личност. Денес ќе готвиме сендвич со телешко месо, роуст биф сендвич. За овој сендвич ни е потребно едно убаво парче јунешко месо, така да отидете во најблиската месара и одберете го најубавото парче. Потоа, потребен ни еден бегет за сето тоа да изгледа убаво, 2 варени јајца за да се комплементира вкусот и за декорација ќе ни треба една марула и еден домат. Ние веќе го направивме потребното пазарење, пајде да ги видиме состојките. Нели, ни треба едно убаво парче јунешко месо. Ова е многу убаво мефценце. Нема потреба многу да го тинтраме, нема потреба многу да го зачинуваме. Земаме малце го попрскуваме со масло. И еден многу важен детал е користењето на лукчево гранули. Го ставаме лукчето, зачинуваме малце со сол, ставаме малку вегета. Откако ќе го направиме вака месото, ни треба едно тенџерче. Од тенџерчето ќе го вариме месото, откако претходно ќе отстои. Ставаме месото и сега користиме балсамико. Иако е оцет, тој има многу влашкав вкус и ќе му даде еден убав шмек на месото. Оставаме неколку часа да се маринира и потоа почнуваме со варењето. Откако месото оставивме да се маринира 2 часа, наред е да го свариме. Треба да ставиме вода, меѓутоа не многу вода, колку чисто да се покрие. Додека чекаме да се сварат јајцата и јунешкото месо, можеме да го направиме специјалното сосче. Сега има еден трик. Јајца обично многу добро идат со мајонезче или со павлака. Па затоа, откако ќе го наредиме сето тоа убаво на крај, убаво е да го полиеме со едно бело сосче. Почнуваме со малце мајонез. Ладичко мајонез. Малку од павлаката. Користиме малку и маслиново масло. Обично не е стандарден избор, меѓутоа мене многу ми се допаѓа каков комплементарен вкус дава на мајонезот. Се тоа го пробешуваме, може малце да ставиме вегетичка, малце ќе го обои сосчето и да се разредат вкусовите, додаваме и многу малце водичка. По принцип треба да видите, вака кога ќе пробате да го наросите, убаво да тече од лажицата, бидејќи така многу поубаво ќе го декорираме сендвичот. Како знаеме дали е готово месото? Ќе го боцнеме таман, кога можете да го боцнете многу лесно на површината, тоа значи дека месото е готово, така да можеме слободно да го преместиме малце да се загрее во рерна. Еве што го парчето. Дури можеме уште малце да му дадеме маслиново масло. Тука имаме некој рузмаринче, мислам дека додека се пече, неколку гранчиња одозгора да ставиме, неколку ливчиња, одличен вкус ќе му дадат на мефцето. Откако малце го зачинивме месото, го ставаме во рерна, 10 минути да се подпече. Откако ќе ги измиеме зеленчуците и откако ќе ги излупиме јајцата, можеме да почнеме да стескаме додека месото во позадина се вече. Бидејќи бегетите се доста мали, не треба цели резанки од патлижаните. Од марулата си земаме неколку убави листови. За јајцата да ги истечеме, ја користиме ова харфичка. Додека чекаме и лепчето можеме да го истечеме на пола. Може да провериме дали месото е готово. Во принцип, ако видите дека гранчињата рузмарин се овенати, значи дека месото е при крај. Има една грешка што многу често ја прават по сендвичарите, тоа е го стават сосот директива на лепчето. И кога ќе се упие сосот во лепчето, се губи крцкавост и се губи убавината на сендвичот. Затоа ја користиме марулата. Може малце дури на марулата ја би сакала од оздола малце да ставам со сосчето. Вака. Ги ставаме доматите и од јајцата редиме одозгора. Го земаме месото. Многу убаво мириса и во принцип убавината на ова е да се исечат тенки парчиња. Парчињата ги редиме на сендвичот. Земаме од сосот и како претходно малце нарисуваме. Го земаме вегетот. Многу малце, бидејќи имаме марула, имаме свеж зеленчук, не би сакале сето тоа довене, и тоа сакаме малце лепчето одозгора да фати кора. Сендвичите се готови, убаво ги декориравме. И еве го, совршен оброк за двајца. Сега уште да дојде поубавата половина.